Председателе, добар ден. Само што се враќате од молитвениот појадок со председателот Обама. Дали се сретнавте со него? Каков впечаток добивте од средбите на молитвениот појадок? Поздрав до сите ваши гледачи на почетокот. Добро ве најдов тука во Вашингтон. Молитвениот појадок е извонредна можност за многу контакти, многу средби. Се сретнав утро со потпредседателот Бајден, а со председател Обама си се поздравивме, намигнувајќи, бидејќи бевме на најблиската маса до него и така што се поздравивме. Молитвениот појадок е навистина една традиција која ја кажува моќта на американското општество. Укажува како можат различни политички опции, различни религијски верувања да бидат на едно место и да разговарат за прашања од животот на луѓето и да едноставно имате едно чувство на сплотеност и она што е од кај што извира моќта и на самата Америка, кој ќе ги видите сите тие различни луѓе на едно место како убавуваат молитва за добробит на сите луѓе на планетава, за да се случуваат во сите семејства на присутните и сите нивни блиски нешта што ги посакуваме. Едноставно тоа навистина ми остави можда силен впечаток како средба која има пред се еден позитивен тон, има една многу силна конструктивност и како ги оценувате актуелните американско-македонски односи председател? Со сите средби што ги имав и контакти со сенаторите, со конгресмените, со представници од State Department, сегде се укажува на извонредните односи што веќе со години наназад ги има Македонија со Америка. И особено се почитува она што го прави Македонија со мировните операции во Ирак, во Авганистан, нашето присуство и присуството на нашите војници во тие мировни мисии, со работката што имаме на институционално ниво, размените што ги имаме, помошта што ја добиваме од фондовите од Америка, тоа што многу млади луѓе во Америка имале можност да се усовршуваат, а и многу волонтери, тоа беше при средбата на мировниот корпус, кои биле во Македонија и помагнале да млади во Македонија го учат англискиот јазик, се запознаат со американската култура и едноставно да споделуваат заеднички вредности. Тоа укажува дека навистина во Америка имаме искрен пријател и Америка секој пат настојувала кога има потреба тоа да помогне на Македонија. Председателе, во Атлантскиот совет нагласивте дека Македонија и НАТО си требаат еден на друг. Дали беше промовирана понатамошна поддршка од американските сенатори и конгресмени на патот кон НАТО? Во сите разговори беше токму тоа потенцирано, дека Македонија заслужува да биде во НАТО. Затоа што се што беше побарано од Македонија успешно ги заврши сите реформи, стана НАТО компатибилна армија и градевме односи на взаимна соработка со НАТО и меѓутоа она што се случи на самитот на Букуреш не обесхрабрува и укажува дека ја имаме целосната поддршка и помош од сите сенатори што се сретнавме, особено средбите ги организиравме со сенатори кои се пред се вклучени во надворешната политика и кои се во сферата на безбедноста и кои се добро информирани за сите наши состојби и од сите беше искажена отворената поддршка и помош и барањето да што ние бараме што можат они да направат за сево ова да добие завршница, односно да Македонија конечно биде членка на НАТО. Во Вашингтон председателе се сретнавте со представникот од State Department од Countryman. Меѓутоа, дали може да се толкува ко завладување на американско-македонските односи, бидејќи, например, председателот, например, премиерот, грчкиот премиер Папандреу се сретна со вице-премиерот, со подпредседателот на Америка Бајден или државната секретарка Хилари Клинтон го прими шефот на хрватската дипломатија за време на молитвениот појадок. Зошто немате средба, например, со американската државна секретарка Хилари Клинтон? Затоа што овај молитвен појадок и целата администрација е преокупирана со актуелните настани што се случуваат во Африка, пред се во Египет. Така што и не беше ни планирано да се оствари средба, беше
пред се учеството на молитвениот поедок. Кога ќе имаме официјална посета, тогаш се тие средби и контакти кои се одржуваат. Дали на средбата со Кантримен стана збор за актуелната парламентарна криза во Македонија и бојкотот на опозицијата, со оглед на сепо за честените извештаи од медиумите за проблеми со слободата на медиумите, например? Да, господинот Кантримен во State Департментот е задолжен за нашиот регион, ги следи сите состојби во регионот, е добро информиран за се што се случува, ги отворивме сите теми кои се актуелни во регионот и во Македонија. Така да спомнавме и за актуелните настани што се случуваат во Македонија, така што ги следам и јас од Америка дневно се тоа на што се случува, особено состојбите во парламентот, и веројатно кога ќе се вратам во Македонија ќе иницирам средба со председателот на собранието и сите лидери на политичките партии кои се во парламентот, за да може да разговараме, затоа што сите наши досегашни и други искуства укажуваат дека бојкотите секој пат завршуваат со седнување и разговарање како да се најде решение. Бојкотите немале, да кажеме, позитивен ефект во сите такви настани. Секоја партија сама си ги носи одвуките и сама си носи одговорност за своите постапки. Меѓутоа, добро е да се разговара, добро е да се води диалог и да се најде решение за проблемите кои биле причина за таква постапка. Во контекст на бојкотот би допрашал каков е бојкотот, како би се одразил врз надворешно политичките приоритети на Република Македонија, например? Ние, знаете, имаме извештај од Европската комисија кај се набележени сите забелешки по кои треба да постапуваме, кои има обврски и на парламентот. И парламентот затоа едноставно не смее да испушти ни еден период од својата активност, а да не се посвети на сите овие обврски што ги има. И затоа ќе им препорачам на сите лидери на политичките партии во парламентот дека сите прашања мора да се решават преку диалог. Мора да се разговара за секој проблем, затоа што пред се имаме обврски како држава. А парламентот е местото каде што дел од тие обврски мора да се остваруваат. Така што неопходна ни е една поголема динамика на остварување на сето она што го имаме како задачи од поставени од Европската комисија преку извештајот. За крај, председателе, за разликите околу името. Дали сте на збор на средбите, каква е понатамошната поддршка и охрабрување за да се реши тој спор што ги обременува односите меѓу Македонија и Грција? На сите средби беше потенцирано тоа прашање. Секаде беше истакнат ставот дека тоа е пред се процес во рамките на Обединетите нации и дека тој процес таму треба да заврши. Односно дека го поддржуваат во се господинот Нимиц и нашите представници во тој процес и дека и таму ни е неопходна една поголема динамика. Дека станува збор за чувствително прашање. Тоа беше особено од сите потенцирано. Искажува своји лични ставови за несогласно со такви одредени постапки кои биле во минатото во однос на нас, на нашата држава и нашето име. Меѓутоа дека сепак институционалната димензија на СВО мора да се задржи, бидејќи е навистина премногу чувствително прашање кој отвара многу други прашања. И затоа го поддржуваат овој процес што го води господинот Нимец и дават поддршка да истраеме, да едноставно сето она што станало во Обединетите нации таму да се заврши. Бидејќи на крајот мора Обединетите нации да донесат нова резолуција за тоа прашање што излезе уште 93-та со резолуцијата 817. Председателе, ви благодарам за разговорот. Беше мило да бидам вас гости.